од карактеристиките на Социјалдемократскиот сојуз од секогаш била и продолжувате со таа карактеристика без разлика колку да и пречи на јавноста да ја покажувате, била елитизмот, спинувањето, обид да се реконструира реченицата и мислата на соговорникот, да се понижи и подцени соговорникот и со тоа да се покаже дека наследниците на црвената буржуазија ќе се занимаваат со државата на начин на кој што се занимаваат. Класичен еклатантен пример за тоа сте вие. Се што ми кажавте сега, особено со реченицата седиме на иста маса со не знам кого, ме подсетивте на вечната Радмила Шекеринска, која што кога немаше што да каже, вели, па ние сме НАТО и седиме не знам на кој столче и каде. Ајде вака сега. Рековте, кажете и на експертката или експертот, повеќе се експерти, и штом се експерти, треба барем минимум почит и минимум политичка култура кон спротивното мислење за тоа што е кажано. И немам намера, јас ви кажав и во мојот говор, немам намера да спорам околу податоците. Ова што досега ми го кажавте, сум го слушала на телевизија, но кажав, јас не сум енергетски експерт, можете да повикате енергетски експерти од нашата партија и јавно да дебатирате на телевизија. Немаше потреба тука толку вака, иако ви благодарам, да, научивме нешто од тоа што го кажавте, но тоа што го кажавте е сега, многу ви благодарам, затоа што кажавте дека како први во светот сте биле и ме подсетивте дека јас во мојот говор заборавив, ете, од многу што имаше да кажам, заборавив за случајот ГАМ и Мак Петрол. Многу ви благодарам што ме подсетивте. Па видите, господине Бислимовски, ние сме први во светот, ова пак не го говорам и јас, туку го говори уставен експерт во Република Македонија, во моментите кога се носеше законското решение, замислете, и не слушна во јавноста ваше мислење, независно како што велите, а очигледно е дека е зависно и то многу. Единствено нешто што досега оваа влада направила во однос на енергетиката е случајот Гама, која што купи стар гасовод по цена колку што чини нов гасовод, за тоа потроши 33 милиони евра, ама знаете каде е најголемата грешка? За која што јас искрено се надевам дека доколку се ослободат јавно обвинителските служби во Република Македонија, некој дебело ќе одговара за тоа. Кажав и пред малку, најголемите експерти, уставни, па и енергетски, ако сакате, се изјаснија, ова беше минатата година, некаде пред нова година, честитка и дадоа на Мак Петрол, со невидена работа, невидено досега. Консултирајте било кој пратеник, од било кој состав од независното ваше регулаторно тело, да ви кажат дека не се случило судски спор да решават пратеници. Класичен судски спор во кој што, замислете, што е невиден преседан, државниот правобранител дава мислење дека е негативно за Република Македонија и за имотот, ама оскаровците од владата решиле, нашле соломонско решение, во кое што не знам искрено дали сте учествували и вие, дека дајте им на пратениците, па
одговорноста ќе биде споделена. Пратениците ќе изгласат. Не се видело. И да, затоа сме први во светот. Најдете ми некаде случај, каде во кој парламент со закон се одлучило за судски спор. И купивте стар гасовод, со тие пари можеше нов. За гасоводот да не зборуваме. 5 години едно цевче нема никаде ставено. Никаде, буквално. По однос на спинувањето за моето говорење за составот. Очигледно дека сакавте да го превртите моето говорење, но јас, ако добро ме следевте, за вашата компетенција и за господинот Атанас и останатите, двајца, кажав дека се неспорни, но се спорни останатите членови кои што не се согласно закон. Не знам на кој јазик да ви кажам дека вие, како председател на тоа тело, без разлика што парламентарното мнозинство во собранието одлучило на начин на кој што им кажале владата, почитувајќи го, ако сакате да го почитувате словото на законот, ќе сте им рекле, или барем јавно ќе сте се оградиле, дека тие 2 члена законски не ги задоволуваат критериумите за да бидат членови во вашата комисија, па дури вака морам да констатирам дека осетив одреден тон на дрскост од ваша страна да кажете дека тие биле најдобри. Видете, господине Бислимовски, ние тука, кажав уште на почетокот, не сме експерти за енергетика. Ние сме пратеници. Тоа што сакавте неуспешно да покажете одреден фолклор и да спинувате дека Европската комисија, замислете, пак најдоа СДСМ соломонско решение. Кој е виновен? Па ВМРО. Абе добро, кој е виновен? Па добро, кажете ВМРО е криво. За експерт од вашата област, како да ви кажам, дури не е очекувано. Како можете да таква релативизација да направите за да кажете дека политичко мешање било протестирањето? Ако Европската комисија и Европската унија почитува начела, тоа се човековите права и правото на протест. Правото на протест. И немојте да мислите дека тоа што го кажавте ќе го убедите, ќе ги убедите граѓаните дека ова што го кажавте сте во право. Сега јас навистина не знам на кој Бислимовски да му верува. Како граѓани. Јас на Бислимовски 5. октомври 2021 година, кога сте кажале без паника струјата нема да поскапи, сакам да му верувам. И како граѓанин сум поверувала, си велиш, добро, во ред, нема да поскапи струјата. Како што верувам дека голем број на граѓани ви поверувале. 2 месеци откако завршија локалните избори, ова е 5. октомври, да не заборавиме, тука се локални избори. Толку околу вашата независност и непристрасност. За после да кажете дека вие не можете да тврдите и не можете да кажете колку ќе се покачи електричната енергија, па да релативизирате и да велите ние немаме надлежност. Видете, јас не случајно членот 25 ви го прочитав, каде што вели дека функционирањето на пазарите на енергија со цел да се обезбеди нивно унапредување и сигурност во снабдувањето со енергија, имате правници, можело да ви кажат дека имате можност да делувате. Очигледно тоа не сте го направиле. Нашиот притисок, наводен наш притисок, ај сега да ви објаснам, како во парламентот функционираат работите. Вие сте пратиле финансиски план и владата ви дала
на 19.11.2021 мислење. Така. Значи, на 19.11.2021 владата дава мислење. Еве. И испратиле до собрание, почекајте, сега јас говорам, вие ќе слушате, затоа што ова не е ваша област. А на 28.10. во собранието владата доставување на предлог финансиски план 2022 година. Сега, вака јавно ве прашувам вас, односно председателот, односно сите присутни од парламентарното мнозинство. Кој го кочи носењето на финансискиот план од октомври 2021 година? ВМРО-ДПМН е парламентарно мнозинство. Се уште не. Кој седи до вас? Кој е председател на комисијата? Кој е председател на собранието? Некој сака да ве обструира? Некој нешто сака да направи со вашиот финансиски план, но бидете убедени дека тоа не е ВМРО-ДПМН. Октомври, ноември. Ние не председаваме. Извинете, господине Беслимовски, тоа никако во никој случај не може да биде ВМРО-ДПМН. А тоа што ние, како пратеници опозициски, сакаме и сме заинтересирани да говориме за вашето работење и генерално за енергетската криза, видете, тоа е наша работа, ние за тоа сме платени. Ние за тоа зимаме пари од граѓаните. Впрочем, вие пак исто така зимате пари од граѓаните за да ги штитите цените и да ги регулирате. Без релативизирање, ама знаете, само ние сме регулатор. Ние сме во Македонија. Има регулаторно тело, тоа сте вие и треба да го извадите најможното добро од вас. Дури и да не сме во право, ние имаме право да го кажеме тоа што нас, граѓаните, ни го кажуваат. Некако многу бегло кажавте за Рек Битола и за камионите во Рек Битола на фирми блиски до власта, кои овие 5 години вртат низ комбинатот, па ги фатија, па некако чудно излезе името од извештајот на обвинителот. И знаете, перцепцијата, без разлика што не се процесуирани одредени криминогени дејствија, на јавноста не можете да ја смените, затоа што сте 5 години на власт. Кога велам сте, ве спојувам заедно со владата на Социјалдемократскиот сојуз. И знаете како, кога би ве гледал граѓанин кој што не е субјективен и не е припадник на било која политичка партија, туку едноставно граѓанин кој што е загрижен за сопствените сметки и сопствениот живот, ако што гледа дека пепел му го прават останатите. Вака за ово фино звучи. Морам да признам. Но како што вие велите дека можеме да дојдеме да видиме кои се тоа професори, јас вака ќе ви кажам. Се ова што го кажавте, добро би било, ама на ист начин, да појдете кај одреден граѓанин, семејство, кое што, па дури и не мора да е во социјален ризик. Семејство кое што, зима просечна плата. И ова што денеска мене ми го одговоривте и што го одговарате на моите колеги, да им го кажете. И вака, многу само уверено да им одговорите. Мислите дека ќе ве разберат? Мислите дека тоа ќе им повлијае да за плаќање на нивните сметки, дека ќе речат, па добро, ќе ги платиме, види, супер е. Човекот убаво ни објасни, ќе си ги платат. Како ќе си ги платат? Како ќе си ги платат?
33 милиони евра поклонивте на, то не се заборава. Таков преседан во собранието не се заборава. Со 33 милиони евра, знаете ли колку економски пакети за моменталната состојба со ценовните шокови на граѓаните можеше да се направат? Колку можеше да се помогне? Ама се си има своја цена, секое владење, предпоставувам, црвените телефони не случајно се тргнати. Ќе ме разберат тие што сакам да кажам. Гледам, не ви е јасно. Видете, ова што ви го кажав околу вашиот финансиски план кој што е пристигнат во собранието, да си го проверите. Еве го кај мене, 28.10. Ние не сме одговорни за свикување на седница, а секако дека имаме интерес и текако да зборуваме за кризата енергетска во Република Македонија. Така да, самопрогласените шампиони во енергетика, мислам, добро е да го намалите доживувањето. Убаво е тоа така човек да има високо мислење за себе, ама треба малку и да имате респект кон оние кои што имаат поинакво мислење. Да, ќе речеме браво за обуки, никој не е тама работа, ама не одговоривте за тие двајцата кои што не ги исполнуваат законските услови. Или нормално е веќе? Ние знаеме, граѓаните знаат дека за ова влада е нормално да се кршат закони. Референдум не послуша и ме сменивте тука со 300 притисоци, па закон ќе почима. Законот вие сте си го донеле. Тие критериуми, односно ние, парламентарното мнозинство, тие критериуми, тие неколку луѓе за кои што ги прочитав, не само јас и останатите колеги, не ги исполнуваат законските услови. Не ги исполнуваат. И немојте да се обидувате да спинувате и да извртувате реченици, добро следам. Што кажувам, а и што вие се обидувате да спинувате. Проверете си го податокот кој што ви го кажувам во октомври и ноември. Кој и зошто и како прави обид да ве обструира, може би, не знам, не ви се мешам во вашите внатрешни односи. Крајната цел наша е таа. Како да им се помогне на граѓаните на Република Македонија, а не на фамилиите чии што камиони вртат, чии што хидроцентрали работат и што ли уште не. Се надевам дека ќе дојде ден, еден убав сончев светол ден, кога се ова што го кажуваме, со години го кажуваме, ќе дојде до одговорност. Ќе има одговорност и треба да има и мора да има. Не може граѓаните да ги плаќаат баханалиите на самопрогласената црвена буржуазија и така наречена елита. Само не може повеќе. Знаете како? Дојдено е до дното. Не можат да преживеат граѓаните. Ништо не им значи вашето прво место. Дали се разбираме? Мене, окей, го разбирам тоа, ви реков, ама не. На граѓаните не. И вашиот обид за спинување ќе го провериме, ќе имаме сега, ќе се разгледува извештајот на Европската комисија и баш ќе го провериме тоа со представниците од Европската комисија, дали тоа се политички притисоци од ВМРО ДПМН или политички притисоци од главата на фамилијата и така натаму. Имам уште многу да говорам, но еве ќе бидам парламентарна, да можат и моите колеги да се јават за збор. Благодарам.